Апсурд е за 10 принципи на Мицкоски да се дискутира во негативна конотација, посебно сега во време кога на Македонија повеќе од кога било и е потребно обединување на сите етнички заедници. За повеќето експерти, платформата што ја понуди премиерот за подобра иднина е најдобрата формула за успех, додека одбивањето од опозицијата представува губитнички пристап. Секој конфронтирање по тој основ е пукање во ногата на Македонија. Зошто е тоа така? Па затоа што не постои точка од тие 10 таму напишени која не е во бенефит на државата. Тоа што политички лузери као СДСМ се конфронтираат во смисла на пронаоѓање на причини дека сето тоа е само фарса, е лузерски пристап максимален. Значи, Македонија онаква каква што е во својата функционалност, постоење и битисување Ано Домини 2024 година има само една формула, а тоа е таа платформа. Се останато ќе биде сведено и понатаму на дневна политика на која што секој ќе купува поени, кои какви, а најмногу на оној проклет етноцентристички модел на практикување на политика. Не е за изненадување тоа што СДСМ веднаш ја одби подадената рака на Мицкоски, сметаат експертите. Тие во првичната реакција порачаа дека премиерот не ги почитувал принципите кои ги поставил. Ги обвинија ВМРО ДПМН дека подгревале етнички тензии и креирале заговори за дестабилизација. Според упатените, пораките кои СДСМ ги испраќа се показател дека партијата мора да се реформира и да ги остави на страна дневно-политичките игри. Тоа е една од грешките на Социјалдемократскиот сојуз. Они можеа тоа комотно да го прифатат, да го потпишат и потоа да продолжат да се критикуваат со дневните соопштенија. Нејасно, меѓутоа покажува дека Социјалдемократскиот сојуз се нема променето. Не е реформирана партијата, треба да се реформира партијата, меѓутоа таа не може да се реформира со Филипче на чело. Потребни се таму нови луѓе кои што ги нема и тоа така ќе остане. Тука нема што да се бара повеќе од нив. Владеачката ВМРО ДПМН смета дека кај партијата на Венко Филипче има отсуство на разум. Одбивањето на Социјалдемократскиот сојуз на идејата за државно и национално единство, освен што представува отсуство на разум, е типична за конфузни луѓе, уплашени од сопственото минато. Луѓе кои едно зборуваат, друго прават, кои немаат мака да ги изневерат очекувањата на блиските и кои се поигруваат со судбината на другите. Луѓе кои се плашат од тоа што го правеле против народот и државата. Жалиме за ваквата реакција, но таа нема да не поколеба во намирите да воспоставиме заедништво базирано на принципи кои нашите граѓани го очекуваат од нас. На одбележувањето 33 години од независноста на Македонија, Мицкоски порача опозицијата да се консолидира, да ги исчисти своите редови од криминални структури и да ја прифати заедничката платформа за подобрување на состојбите во државата, која се заснова на правна држава, крај на етничките конфликти, подобар стандард, силно образование, членство во Европската унија, борба против иселувањето, департизација, градење на заеднички патриотизам.